civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Сега, ние во Сојузот на средношколци кога збориме за ова, да кажеме, огромна разлика во социјалната инклузија што го имаме во нашето општество, секогаш имаме заклучиме две многу важни феномени што се случуваат кога ние се соочуваме, да кажеме, некој ден со дискриминација помеѓу младите во нашата држава. Првиот феномен, корените на проблемот е прво семејството. Ние често пати знаеме дека во нашите семејства се користи говорна омраза за одредени заедници во нашата држава и така се градат млади што можеби ќе имат нема да го почитуваат мултикултурноста како вредност. Тоа е еден од проблемите што се соочуваме ние во Македонија, што не го гледаме социјалната инклузија, диверзитетот како вредност, туку го гледаме како закана, за жал. Второ, што е многу важно е тоа што од семејството ние одиме во училиште и сме 8 часа таму, учиме за одредени работи, е жал е кога ние имаме содржини, како и министерката каже, знаеме, бевме сведоци на содржината со говорна омраза во социологија, после тоа во географија и многу други содржини, што кажат дека што навредуваат одредени заедници што живеат во нашата држава. И кога го имаме, кога еден млад човек, еден средношколец ќе учи дека, например, албанците се дојдени од некоја земја или ромите се дојдени од некоја друга земја, некоја содржина што ги навредува та заедница, ќе имаме едно општество што нема да ги почитува ниту мултикултурноста, ниту и инклузијата што ги имаме во нашата држава. Сега, за жал, последните години гледаме дека Министерството за образование и наука исто така со и општините извршуваат едно правило што ние го викаме едно училиште од две згради, каде го користат да ги поделат помногу пати да ги поделат македонските ученици и албанците, за да нема некој конфликт. Еден пример за тоа е, например, во Струга, помеѓу двете средните училишта има еден зид што ги подели албанците и македонците за да нема некој конфликт. Сега го гледаме во За да нема конфликт или за да нема контакт? За да нема конфликт прво, пошто во минатото имаше некои одредени конфликти. Сега го гледаме во спектрумот на визија, тоа за некој што беше во таа време министер за образование или во општината, можеби беше решение во шорт терм. Значи може нема да има конфликти, но во лонг терм немат контакт и после тоа кога немат контакт имаш предрасуди кон едни и други. Имаш предрасуди кон една заедница што немаш контакт. Например, јас од 1991 до сега сум првиот претседател на Сојузот на средношколци што прибаѓам, што сум албанец, не македонец, и сум слушал многу млади лица, мои врсници, што велат дека окей, со бленди другите сакаат да го земат нашата држава. Ова кажа дека има предрасуди, затоа што не сме познаени со едни и други. А што ни е многу важно е, ни требаат училишта кои обединуваат, нас ни треба училишта во кои ќе бидеме заедно. Ни треба да имаме да бидеме помалку поделени, а повеќе обединети во различностите што ги имаме.
А многу клуч фактор како може ова да се постигне е дефинитивно повеќе јазичноста. Затоа што кога мултикултурноста во нашата држава се огледа најмногу во делот на повеќе јазичноста, и нашето најголемо богатство од памти век е повеќе јазичноста и тоа е нашата предност, мултикултурна предност. И зошто кажам клучен фактор, затоа што министерката би дадол многу убав пример ако на младите и на децата, ако се обратил на другите заедници и во неколку збори и на другите јазици, затоа што јас на пример го знам дека тоа е богатство за мене, да знам и мојот мајчин јазик албанскиот и доминантниот македонски јазик, и важно е од образованието сите да се чувствуваме богати. Нели тоа е целта на образованието, да образуваме генерации кои ќе се чувствуваат богати заради нашата убава шарезноликост. Значи, прво, многу е добро и го поздравуваме иницијативата на Министерството за образование и наука, што има една конкретна стратегија за како треба да се развива образованието во нашата земја, поради тоа што другите години ние кажеме во Сојузот дека Министерството за образование и наука имаше лорем ипсум стратегија. Лорем ипсум се користи за дизајнерите што го земат некои темплети, треба да дизајнират, така што добро е што сега имаме некоја стратегија што ќе ја развива образовниот систем во нашата држава, затоа што е многу клучен фактор за да имаме и економски раст, затоа што не може да се предомислиш за успешно образование ако не предомислиш за успешна економија и обратно. Ние се трудиме во Сојузот на средношколци да имаме повеќе од што можеме фокус групи, за да дискутираме со учениците стратегијата и што можеме ние како Сојуз на средношколци да придонесуваме кон стратегијата и кон образовните реформи што треба да се случуваат овие години. Но тоа што цениме како Сојуз на средношколци е токму пристапот на Министерството за образование и наука, што мислиме дека сметаме дека треба да се смени, поради тоа што треба да вклучи повеќе чинители, образовни чинители во процесот на развивање на образовни политики. Секогаш кога и вие знаете, кога планирате некој проект, и министерката знае затоа што доаѓа од невладиниот сектор, кога планираш некој проект или некоја иницијатива, секогаш треба да се консултираш со тие што се засегнати страни. Да гледаш каков мислење имаат за одредени работи, што сакаш да ги тераш напред, а после тоа политиките да бидат насочени кон тие барања што ги имаат засегнати страни. Ова никогаш не може да се скокне, заради тоа што ќе има реакции од јавноста и од различни групи што имаме сега за новиот закон за учебници. Тоа е прво, и второ што е многу важно за нас како Сојуз на средношколци е да има политичка волја во однос на реформите. Зошто ние кажеме политичка волја? Поради тоа што ако го земете во пример европските земји, кога зборуваат и дискутираат за образовни реформи или за младинскиот стандард, секогаш тие имаат консенсус за овие работи, затоа што ние во некој начин играме танц. Например, со реформата на Кембридж немаше консенсус и после тоа кога доаѓаше другата партија во власт, го укинуваше реформата за средното образование. Значи ние правиме 2 чекори напред со една реформа и после тоа 10 чекори назад. Заради тоа што немаме консенсус и после 4 години кога ќе се сменат власт, ќе се промени. Значи образовниот систем во претходниот период со претходната
влада, предходната влада беше добар, значи не требаше ова е стратегија што иде 10 чекори назад, да утврдиме само, да не разбрав погрешно. Значи, ова што го кажеме дека кога ќе се превземат реформи, треба сите да се согласуват и да работат кон таа реформа и да има консензус, заради тоа што ние во политика, за жал, во политичката скена ние сме водени со инаети. Ние правиме работи за инаети и сега, например, ако Министерството за образование и наука и Министерката Саровска ќе воведе една добра реформа, што треба нормално, образовните реформи траат 5 до 10 години, не можеш денеска за утре да гледаш резултати. Ако ќе воведат некоја добра образовна реформа и после 3 години ќе се смене власт, поради инаети што ги имат политичките партии, ќе ја укинат добрата образовна реформа и ние ќе одиме пак 10 чекори. Дали вие како средношколци ќе дозволите да се врати назад 10 чекори состојбата во образовната? За жал, последните минатите години немаше, учениците не беа унифицирани. Тие беа многу поделени од ова што го дискутираме, тие беа поделени врз основа на етничка припадност. Имавме унија на албанците, на македонците, на турците, а ден денеска сите сме заедно. И мислам дека немаме да дозволиме да се игра со образованието, затоа што тоа е иднина. И ние ќе правиме све што можеме, тоа што го имаме покажано и во минатите месеци, дека кога бараме нешто, одиме до крај и го постигнаме истото. Дискриминиран сум бил и јас и моите врсници во класата кога учевме од некоја содржина што имаше ги навредуваше одредени заедници во нашето општество. За жал, тоа што се случи во училница кога земаме некоја содржина што ги навредува другите, голем пати нашите наставници прават скип на лекцијата за да не го збориме таа лекција или да не го учиме. Ама тоа е, како кажав, треба да имаме решение што ќе трае долгорочно, а не во шорт-терм што нема да придонесе ништо. Не е целтата на образованието да правиме скип на лекциите заради тоа што ние имаме навредувачки говор во такви текстови, и тоа што цениме како Сојуз на средношколци е многу важно дека значи да се гарантира безбедна средина каде што ќе се почитуваат сите права на сите заедници во нашата држава. Треба различноштата што го имаме да се рефлектира во наставни програми и мора да се осигурува дека сите дидактички материјали да бидат ослободени од говорот на омраза. Тоа треба да се направи, да не градиме млади што, како кажав и претходно, што ќе ги мразаме едни и други. Јас за жал сум бил сведок повеќе дискриминиран како председател на Сојузот на средношколци во социјалните мрежи, што има многу навредувачки зборови кон мене, поради тоа што припаѓам на некоја друга етничка припадност, не од македонскиот, не сум македонец, така што тоа кажам многу дека и младите можеби ќе имаме многу конзервативни млади во иднината, за жал поради сите овие елементи што ги дискутираме и за училиштето, но и за тоа што се градиме како личности во семејството. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.